Да, од пред владата одиме во живо во Кочани, колешката Миријана Давидовска имаме во живо од градскиот парк во Кочани. Миријана, ти од утрово си во градот, навистина голема трагедија. Верувам дека жителите на овој град се уште се во шок и неверување. Разговараше ти со многу жители на Кочани денеска, дури и со луѓе кои што биле во дискотеката Пулс синоќа кога се случил големиот пожар. Кои се информациите кои што успеа да ги обезбедиш? Да, Иван, многу се травматични сликите денеска овде во Кочани. Во моментот, како што спомени ти, сум на градскиот плоштад, каде што граѓаните истравматизирани во болка и тага доаѓаат за да запалат свеќа за своите загинати сограѓани. Буквално целиот ден сме во градот и пред болницата, каде што најблиските членови на семејствата на починатите се пред болницата, каде што ги идентификува телата на жртвите. Таму навистина беше многу тешко да се долови, да се пренесе целата слика и не сакаа сите да зборуваат пред камера, но со оние кои што успеавме да разговараме, кои што всушност се сведочи или биле присутни во самата дискотека во текот на ноќта, слушнавме дека тоа било навистина како од хорор филм. Марија Тасева, која има 20 години, буквално за малку да настрадала, едва се спасила во целото стампедо кое што се случило откако избувнал пожарот во делот на покривот. Вели дека имало само една врата. Огромен број на лица кои што биле внатре во дискотеката и едва е успеала да се извлече бидејќи паднала на земја и буквално газеле врз неа. Таа имаше повреди на делот на главата, на лицето, но беше во стабилна состојба, но за жал таа била во дискотеката заедно со нејзината 26 годишна сестра. Буквално се вратила назад во целиот тој црн чад да ја побара, но не успеала да ја најде. Марија сведочеше пред нашата камера дека дури пред околу 2 часа дознала дека таа починала. Иако претходно не успеала да добие информации, мислела за цело време и се молела дека може би е во некоја од клиничките болници. Имаме дел од ова сведоштво, предлагам да го погледнеме во продолжение. Беше гужва, имаше долно простор вака или многу беше гужва преполна? Беше гужва, да. Дори се зачудивме у тоа диско да има долго гужва, ама и пејачо, едениот настрадал. Имаше многу мали деца во дискотека? Имаше полнолетни, да. Малолетни имаше. Карта на врата? Не. Сите ги поштат, не тражат лични карти. Така вообичаено? Да. Ако има рација, тога и само ги палат од диското. Колку време бевте во целиот тој хаос на стампедот? 10 минути и повеќе, сигурно. Нема воздух и не можев ништо да гледам, пошто сите ода преку мене и не бев доволно свесна да знам. Бевте средина или на почеток? На средината на скалите. И сите озгоре како се бутаа и преку мене одеа и јас немав како да дишам. Како успеа да се извлечеш, да истана надолу? Сите си излегнаа и јас на крај некако се извлечев и се тргнав и се врнав по сестра ми, ама не ја најдов. Бевме прво Штип у таа болница, чекавме таму многу сати, многу време од сабајле, ама ништо немаше. Немаше никој список и на крај тука дојдевме, кажаа можно е да е тука. И кога дојдевме, улезевме натре и кажаа дека покажаа ни слика од неа, дека изборена тука. И кажавме дека е она. Миријана, ти благодарам за ова вклучување. Навистина